Домашните компании дискриминирани во однос на странските инвеститори. Тврда дека отварањето на нови фабрики во слободните индустријски зони за нив представува нелојална конкуренција која вештачки ја создава државата. Бенефитите кои ги добиваат странските инвеститори, а се чуваат во строга тајност, не се во корист на македонската економија. Повластиците кои ги уживаат странците се на товар на граѓаните, но и на пензиско-здравствените фондови. Најпрви државата губи затоа што овој работник што во нашите конфекции плаќа даноци и придоси ќе отиде таму ќе биде ослободен 10 години. Ако е така, пак ќе кажувам со возрашка бидејќи не ги знаеме, не сме информирани за какви услови, од какви услови доаѓаат тие кај нас. Ако е така, значи ќе се намалат приходите во фондовите пензиски и здравствено, наместо да се подобрат условите, ќе биде уште полошо. Македонските стопанственици велат дека државата треба да има јасна слика и стратегија и ваквите компании да се отвараат во региони каде процентот на невработеност е поголем. Еден од клучните проблеми со кои ќе се соочат е одливот на квалификувана работна сила, која се повеќе недостасува. Тоа е неравномерна борба, така да кажем. Ние се слагаме да не се плаќаат придоноси за луѓе кои се земаат од завод. Да речеме, ако таа фирма вработи луѓе кои бараат работа кои се на завод, да, зошто да не? Или и они и било која фирма да вработи луѓе, нека имат бенефиции. Меѓутоа такви луѓе нема. Во нашиот завод немаме невработени луѓе. Домашните стопанственици се децидни дека власта конечно треба да излезе со јасна анализа за да се увиди колкави се бенефитите од странските инвеститори, односно колку вложуваат и што добиваат за возврат.